На неделното референдумско изјаснување, 610.000 граѓани на нашата држава рекоа дека се за влез на Македонија во Европска унија и НАТО. На тој начин македонските граѓани на недвосмислен начин покажаа дека не сакаат да бидат заложници на ретроградните политики на ВМРО ДПМНЕ, дека не сакаат изолација, туку интеграција во големото семејство на европските народи. Последен ваков резултат и јасно изразена волја на граѓаните да се излезе на пресконференција со цел да се манипулира јавноста, да се извртува вистината и што е уште пострашно, граѓаните кои се изјасниле за да се нарекуваат квислинзи и современи фашисти е најдобар доказ за односот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ и неговиот координатор Петар Ристевски кон своите сограѓани. Господине Ристевски, разбирилив ние вашиот страв од револтот кој членовите на вашата партија го имаат кон вас, а кој се должи на вашата неспособност да ја водите партијата, како и заради зачестените порази кои ги доживувате како на централно така и на локално ниво. Меѓутоа, тоа што ги вреѓате и клеветите прилепчани и што очајнички се обидувате поразот да го претворите во победа, не ги оправдува лагите со кои се служите, како последна шанса по секоја цена да ја зачувате разнишаната партиска фотелја. Во неделата во крајно фер, мирна и демократска атмосфера, без ниту еден единствен инцидент, над 90% од граѓаните се изјаснија за влез на Македонија во евроатланските интеграции. Вие сте последниот кој има право да зборува за наводни притисоци врз граѓаните од страна на директори на јавни институции. Таквиот начин на вршење тортура и мобинг врз вработените во државните институции беше одлика на 12-годишното владење на ВМРО ДПМНЕ. Впрочем, целата македонска јавност беше сведок како вие, како директор на Прилепската болница, им се заканувате на вработените и им кажувате дека тие не биле вработени во здравствената установа затоа што биле способни, туку затоа што, како што им рековте, партијата им дала парче леп. Тоа време господине Ристевски заврши и никогаш повеќе нема да се врати. Македонија цврсто и непоколебливо чекори напред. Мнозинството граѓани на Прилеп и Македонија ги поддржуваат политиките на коалицијата за Европска Македонија. Македонија ќе биде член и на НАТО и на Европска унија, се вели во соопштението на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Прилеп.